Притисоци, закани и институционални неправди трпи македонското малцинство во суседна Бугарија. Нас македонците не гледаат како непријатели и предавници и одбиваат да прифатат дека постоиме, вели за Алфа председателот на УМО Илинден Пирин Стојко Стојков. Секој чекор кој го преземаме за зближување на македонското малцинство се бележи како провокација. Двата народи немаше да се караат, тврди Стојков, доколку ја немаше ова антимакедонска идеологија во официјална Софија. Проблемот е што во Бугарија гледате каков е односот спрема македонската нација и држава. Има едно генерално гледане дека македонци нема и не може да има и соодветно дека ние кои тврдиме дека сме македонци сме најголем проблем во Бугарија. Знаете, тие тврдат дека македонците во Македонија насила се направени такви од бугари на македонци во 1945 година, која што е лага, меѓутоа ние сме најдиректната негација на тоа што го тврдат. Македонското малцинство сакаше да отвори клубови во градовите каде што живеат македонци, но тоа беше спречено, а директно се вклучија и државните институции, тврди Стојков. Видите, има цела кампанија да се попречи на отварање на македонски клубови. Така се случи во градот Гоце Делчев. Ние се стремевме втор клуб да отвориме, меѓутоа во последен момент пред самиот нотар, кога откако претходно се стиснати рацете, собственикот се откажува во последен момент. Знаете, ги притискаат, ги плашат. Бугарските власти отворено притискаат и сакаат да се затвори веќе отворениот македонски клуб во Благоевград. Нападите на македонските здруженија во Бугарија се чести, вели Стојков, а бугарската полиција и обвинителството во неколку наврати одбија да направат истрага за тоа. И наместо во вакви услови македонската дипломатија да го помага малцинството, министерот Османи ги навреди основачите, објаснува председателот на организацијата. Тоа беше една многу несрекна и несмасна изјава на министерот. Навистина, луѓето кои што помогна да се финансира отварањето на овој клуб, нели тој ги нападна безпричински, како сега не се кеам антиевропски, не знам какви други. И сега тие имат, колку што знам, победено постапка и веќе треба судот во Македонија да решава по тие прашања. Овие луѓе и други со така од Канада помагале, луѓето не подржуваат и беше навистина тажно кога наместо македонската држава да ги помага македонците насекаде, министерот ги нападна оние кои што помагат наместо државата. Бил Николов, председател на Македонското меѓународно движење за човекови права од Канада, и самата организација го тужат министерот за надворешни работи, бидејќи во изјава во ноември минатата година искажал понижувачко мислење, повредувајќи ја честа и угледот на тужителите, нарекувајќи ги сомнителни луѓе со антидржавни ставови. Судењето започна минатата недела, а кон крајот на следниот месец свој исказ во судот треба да даде министерот Бујар Османи.